Beskrajna благодарност на председателот Борис Трајковски, кој во најтешките времиња за Македонија постави за свој најблизок советник и пријател. И конечно, пред да се вратам на нашава шармантна домаќинка, им го честитам од се срце успехот на ракометарите на Металург, а се надевам и на Вардар. Това е најдобра потврда за оно што го зборувам со денови на македонските плоштади. Македонија може и заслужува да се споредува со светот, а не само со самата себе си. Да станеш председател на Република Македонија не е само да си го направиш личниот кејф, да се фалиш пред деца и пред внуци. Треба стварно нешто да придонесеш за оваа земја. Да бидеш само колку да бидеш, за мене не е исполнување. Јас сакам да придонесам за сите вас, колку знам и умеам, а не да пишувам во биографијата дека сум бил нешто на некоја функција. Ова е земјоделски крај. Искрено, знаеш ли што се случува со земјоделците во земјоделството или те изненади теренот? Не можам да кажам дека знам, бидејќи доаѓам од Скопје. Знам од телевизија, знам од кажување, знам од пријатели кои ги имам многу во овој крај и во другите земјоделски краишта. Меѓутоа, кога ќе ја чуете таа ченерна вистина за луѓето кои живеат од земјата и кои не хранат сите нас, тоа ги надминува и најцрните ваши соништа. Не можам да верувам дека маката, јадот, трудот на македонскиот земјоделец е апсолутно безвреден во очите на оние кои владеат Македонија 8 години. Чинам дека таа категорија луѓе практично нив не ги интересира. Дури и во делот на субвенциите, дури и во делот на откупот на тутунот, тие успеа да направат поделба на ваши и наши. Значи, некој добива пари, некој и прави договори. Земјоделството требаше да биде, и наша заедничка вина е што 25 години наназад него направивме стратешка гранка во македонската економија. Али овакво понижување на македонскиот земјоделец ја не памтам во мојот живот.